Денеска со неколку информации ќе ја пренесам оваа епизода информации од важно значење за следната недела. Со причина ја носам денеска оваа капа, бидејќи 29 ноември не поврзува само со оно што ние повозрастните го имавме живеено во нашата матична држава, претходната држава, што пред 55-60 години се родивме и овозраснувавме, се образувавме, растевме, сепак тоа се корени, не можеш тука така да ги оставиш настрана или да ги заборавиш, но и со една 125 годишнина на еден од најголемите светски фудбалски брендови. Но, за тоа веднаш по некоја минута и информациите кои што ви ги видите. 5, 4, 3, 2, 1, start! За автобуските линии кои се суспендирани на подрачјето Сен-Пол Буџиба од правец на Шемшија или од правец на, ако сакате, север, кон останатите места, кон централниот дел на островот или кон југ. Зборував во минатата епизода, тоа функционира се уште. Тие комбиња кои доаѓаат на 10 до 15 минути ги разнесуваат до првите станици каде што автобусите во овие суспендирани линии не функционираат, а веднаш потоа продолжуваат. Но она што е важно за следните денови, за цела наредна недела, е 31-иот самит на ОПСЕ, кој што од Македонија се преселува во Малта. Значи, по она митингување кое што беше последниот пат во Скопје, сега ќе се преселат на министерско ниво сите представници на ОПСЕ тука во Малта. Токму поради тој совет на ОПСЕ на министерско ниво, од 1 до 6 декември, значи внимавајте, тоа подразбира од недела па до следната сабота, на аеродромот се суспендира Шенген правилото. Не само на аеродромот, и бродските линии исто така. Тоа подразбира дека ако, знаете, например, летате кон Германија, кон Шпанија, кон Грција, досега не ви требаше пасошка контрола, едноставно само заменувате личната карта и така натаму, сега ќе мора да застанете на пасошка контрола. Тоа подразбира исто така повеќе време, чекање, влез, излез, или ако се враќате. Ако се враќате од Македонија, секако поминувате низ пасошка контрола. Но ако се враќате од Рим, ако се враќате од Венеција, ако се враќате од италијанските наши дестинации, познати кои што ги користат македонците, или сте биле на некој патување Холандија, Германија, било каде, во текот на следната недела, знаете дека ве очекува пасошка контрола или некаква контрола повторно на аеродромот во Малта. Се суспендира Шенген слободното движење поради овој самит на ОПСЕ, кој што ќе се одржи, како што реков, од 1 до 6. Потоа, повторно ќе се биде по старите правила, но следната недела бидете подготвени на ова. За Гладиатор зборував многу пати за сега, од снимањето до се она што е активно и атрактивно околу продукција на овој филм, а она што ова недела ми го привлече вниманието и ви го пренесувам сега е дека токму овој филм кој што се снимаше во Малта и една од најголемите кандидати за Оскарите во март следната година ги соборува сите можни рекорди. Без премиера на територијата на Соединените Американски држави и Канада,
Само во Европа и Азија, онаму каде што беше во големите градови промовиран, собра нецели 90 милиони долари во само првата недела. Ова до сега на Ридли Скот не му се случило ни со еден предходно снимен негов блокбастер, но со Гладиатор очигледно дека ќе биде интересно и атрактивно. Имаме зашто ние овде, кај што учествувавме во продукција на овој филм, дали како статисти, дали како техничка помош или било како, да се гордееме кога ќе дојде март. Така мириса. Денеска е петок, 29 ноември. Минатата година се капавме до 4 декември, оваа година порано завршивме, беше 5 или 6 ноември, каде што последен пат јас барем ја почувствував топлината или ладнотијата на нашата морска вода. Но факт е дека се уште не држат топлите сончеви денови, денеска не мрдам од плажа и од тука ви ја пренесувам овата епизода, која што сакам и да потенцирам уште една работа за сите оние кои што имаат намера да дојдат во наредниот период на островот. Да, ќе се земете топла облека зимска, ама не е таа зима како што се случува на секаде на континентот. Имено, следната недела повторно ќе биде сончева и пред нова година некако цел месец ќе биде така. Горе, доле температурите, но сонцето не напушта. Значи, слободно може да дојдете, да се опуштите на прекрасните сончеви денови во овој период од годината, а за капање малку прохрабрите. Не е кој знае колку ладна водата, но, например, за моите стандарди, не. Она зад мене е остатокот од островот, зад него е Комино и потоа е Гозо, значи на некои 500-600 метри од овдека, а веднаш, али во таа насока, е и Сицилија. И споменав пред некое време дека се очекуваат веќе за 2-3 години да се средат проблемите со струјата што има на островот, поради оној кабел кој што се изгласа дека ќе се гради помеѓу Сицилија, владата од Сицилија и Малта го направи тој договор, а ќе го спонзорира Европска унија. Само да подсетам на деталите, бидејќи тоа не ги кажав, кабелот ќе биде во должина од 122 километри, а верувале или не, 99 километри ќе бидат под вода. Со тој интернационален конектор, бидејќи Малта, знаете дека струјата, интернетот све ја добива по Сицилија, ќе се подобри квалитетот на струјата на островот, нема да ги има оние прекини во летните месеци, така што овој буџет со кој што е одредена вредноста од 300 милиони евра, ќе ги покрие Европска унија. Значи да се надеваме на уште подобра квалитет на струјата во следните години. Friday, 8 p.m. New podcast. И тука ќе завршам денешното видео издание со уште еднаш подсетување денеска 29 ноември, честитки за 125 годишнината за еден од најголемите фудбалски брендови на светот и кој што, ако сте гледале фудбал во Малта или ако не сте гледале, пробајте и гледајте во Челендж лигата, постои еден клуб што се вика Марса, од Марса. Една буква е промената. Марса, Барса. Ако ќе видите зошто ви го напоменувам тоа, ќе ви стане јасно. Марса е Барса.
буквално го имаат цимнато и знакот, и истите бои, во истите дресови играат комплетно. Верувам дека собственикот е влюбеник во Барса и затоа Марса ја направил Барса. Тука ќе завршам со информацијата, не е само дека е 125 годишнина, а не е најголем само поради титулите и она што се случува во последните децении, туку и оној договор што ќе го потпишат со Nike ги пробива сите можни граници досега во договор на спортска опрема со некој фудбалски клуб. Имено, скоро 1,7 милиарди евра ќе бидат внесени во Барса за 14 години, практично доаѓа по 127 милиони евра од Nike ќе добива Барса годишно, значи. Практично тоа му доаѓа подобрување за некои 48 милиони годишно од 24-та, значи од оваа година кога го потпишат договорот сега за неколку недели, до 2028, а после 2028 за околу 60 милиони плюс. Покрај овие пари, Барса ќе добие уште 158 милиони од Nike како бонус. Сега ви станува јасно зашто станува збор и зашто правиме муабет кога станува збор за фудбалот, посебно Барса. Еднаш ви зборував колку вредат само сендвичите со кобасица на стадионот на Камп Nou, а затоа и пред неколку недели ви го спомнав тоа и на мојот профил на Facebook. 2025 ќе биде клучна година не само за криптовалутите, за криптопазарот, туку и за токенот на овој клуб што го има, бидејќи ќе се отвара Камп Nou, уште ако и има некоја вредна титула, договорот со Nike, денеска вреди 2 евра, некогаш вредеше 50 евра, се очекува дека може да скокне и до 60 евра. Воопшто ова не е никој, немој да сватите како финансиски совет, не. Туку само се приклонувам со сите овие информации на честитката 125 годишнината на еден од најголемите светски брендови во светот на фудбалот. Чао, во следната епизода е неколку информации кои што се битни за декември и пред новогодишните настани на островот. Incominciavo a volare nel cielo infinito. E come dice? Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice, più in alto al sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. La tua voce, la musica dolce che suona per me. Ballare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare